Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Пукнати цевки, замрзнати тоалети, изгорена тоа и без вода. Околу 450 семејства на улицата Стамен Манов во Кучани 15 дена живеат без капка вода. Реагираат до надлежните да се реши проблемот. Во спротивно, масовно ќе излезат на протест пред фабриката за вода. Освен овие жители, со истиот проблем се соочуваат и семејствата кои што живеат на улицата Пролетерски бригади. Околу 450 семејства на улицата Стамен Манов во ромското мало во Кучани повеќе од 15 дена се без вода за пиење. Полнат во шишиња се снаоѓаат како знаат и умеат, но денеска веќе излегоа и на протест. Редовно си ги плаќаат сметките за вода, имаат водовод, но немаат вода. Веќе од 3 јануари, нам денеска сме 17-18, веќе вода немаме опште. Значи, ние сакаме да знаеме поради кои причини. Веќе имаме доста вработени, значи на сите им се сопира од плата, имаме доста луѓе кои извршители, исто и они си плаќаат водата редовно, мислам, и јас вработен во водовод, исто, плаќам и стара сметка и нова сметка плаќам, али не можам да знам зошто само кај ромската популација водата е заоставена. Затоа сакаме одговор да добиеме и што побрзо водата да не се пушта. Доколку не ни се пушта водата денес, како што збореме, еве со овие луѓе што се позади мене, значи спремни сме да одеме во фабриката за вода што е. Значи да ја бойкотираме. И во најголемиот студ деновиве, тие живеат без вода, а се соочуваат со дефекти, како и сите други домакинства, пукнати цевки, замрзнати тоалети и на сето тоа и без вода. Реагирале и до комуналното јавно предпријатие Водовод, откаде што добиле одговор дека немањето вода е поради дефект на водоводната мрежа. Дали треба да се бањат, дали треба на WC да одат, немаме капка вода, значи доаѓа водата околу 2 сата вечерно време. И тоа имаме, значи, замрзнати многу големи дефеци имаме, санитиравме нешто вчера, бойлери пукнати имаме, значи они се не из онадоа. Бевме онекна таму у водовод, значи дечкото што работи таму ни објасни добро, вика вие што се у горна зона, вика имате чешме отворени, вика, ова е студ, чешме отворени што на секунда трошите многу. На овие зимски услови нема да имаме вода. Летни услови ич нема да имаме. Летни услови, затоа веќе трета година ово летото секој ден не рестриктират. Оваа реакција е последна, рекоа жителите, и апелираа до надлежните во Водовод дека ако не се реши проблемот, ќе излезат помасовно и ќе протестираат пред фабриката за вода, се додека не ја добијат. Инаку, не само жителите на Стамен Манов, туку деновиве до телевизијата стигна реакција и од жителите на улицата Пролетерски бригади во Кочани, кои што се соочуваат со истиот проблем и немаат вода со денови. И тие бараат одговор од КЈП Водовод и надлежните и рекоа дека ако веднаш не се реши проблемот со водата, и тие ќе излезат на протести. Од Водовод за сега не добивме одговор зошто одредени семејства немаат вода со денови. Во локалната самоуправа на општина Кучани беше подпишан договорот за изградба на пречистителна станица од проектот за третман на отпадните води. Според најавите, се очекува до средината на оваа година да започнат градежните работи на терен. Подпишан е последниот договор околу пречистителната станица за отпадни води, проект што се реализира со договорот помеѓу владите на Република Македонија и на Швајцарската конфедерација. Овој проект се однесува за заедничко финансирање и веќе тече неполна година, а се состои од повеќе сегменти, меѓу кои главен е изградбата на пречистителната станица. Првиот дел беше изработка на проект и изградба на колектор, зашто тендерската постапка е завршена, а работите на терен се почнати од пред непол месец. Со подпишувањето на овој договор пак продолжуваат работите околу изработката на техничката документација за објектот на пречистителната станица и се очекува документите да бидат комплетирани до јуни, а на крајот од оваа година се најавува дека би требало да започнат и работите на терен. Конкретно треба да започне да се гради пристапниот пат и да бидат поставени темелите на објектот на филтер станицата, што ќе биде лоцирана кај селото Мојанци. Инаку целиот проект за третман на отпадните води во регионот е со вредност од 23 милиони швајцарски франци
од кои 21 милион се донација од Швајцарската конфедерација, 300.000 евра се од буџетот на општина Кочани, а остатокот ги обезбедува владата на Република Македонија. На изградбата на пречистителната станица ќе работи германска фирма, чија понуда била избрана како најповолна по јавниот тендер што го распиша Швајцарската агенција за развој и соработка СЕКО. Инаку, комплетирањето на проектот, односно изградбата на колекторот и на пречистителната станица, би требало да завршат до крајот на 2018 година. Капиталните проекти во регионот, меѓу кои изградбата на браната Речани и на експресниот пат Штип-Кочани, беа тема на пресконференцијата што викендов ја организираше пратеникот Иван Иванов. При тоа тој оцени дека се работи за еден од најважните и најголемите инфраструктурни проекти што ги добиваат Кочани и регионот. Заблагодарувајќи им се на граѓаните за поддршката на последните парламентарни избори, пратеникот од ВМРО ДПМН Иван Иванов на пресконференцијата што ја организираше во саботата, рече дека со тоа била дадена и поддршка за реализација на веќе започнатите проекти. Меѓу нив како најзначајни издвои две капитални инвестиции во регионот, од кои едната е изградбата на браната Речани на Оризарска река. Веќе е склучен договор и е во фаза на завршеток пристапниот пат, кој е во вредност од 3 милиони евра. Целокупната вредност на целиот проект е проценета на околу 33 милиони евра и неговата реализација продолжува и во периодот кој следи. Според Иванов, изградбата на експресниот пат Штип-Кочани пак исто така е значајна капитална инвестиција, не само за нашата општина, туку и за целиот регион. Патот ќе се гради во две фази, и тоа прва фаза Штип-Крупиште и втора фаза Крупиште-Кочани. Во декември изминатата година е подпишан договорот за изградба на првата фаза во должина од 14,3 км, а изведувачи ќе бидат фирмите Гранит и Бетон, а работите ќе се очекува да започнат со почетокот на градежната сезона. На крајот од пресконференцијата, пратеникот Иванов рече дека пратеничката група на ВМРО ДПМН ќе даде силна поддршка за вакви и слични проекти што биле ветени пред изборите. Со нивната реализација ќе се решеле проблемите, а ќе се подобрил и квалитетот и условите за живот на граѓаните. Почетокот на изградбата на експресниот пат на делницата од Штипското село Три Чешми до Кочани се најавуваше за март минатата година. Од проектот за браната Речани пак до сега е видлива само изградбата на пристапниот пат, а до финализирањето предстојат уште многу други активности на терен. Наместо на почетокот на 2016-та, изградбата на долго најавуваниот експресен пат од Штип до Кочани веќе доцни една година. Слична е состојбата и со теренската реализација на проектот за браната Речани, каде освен пристапниот пат досега немаше други активности. Токму поради тоа нејасна е потребата од организирање пресконференција на пратеникот Иванов, на која само беа повторени работите што на јавноста и се добро познати и што веќе беа кажани на неколку слични пресконференции во изминатите години, од кои едната беше пред околу 1 месец за време на предизборната кампања. Причините за одложувањето на градежните работи на експресниот пат не беа јасно дефинирани, но одложнењето беше оправдувано со запазување на правната процедура околу завршувањето на тендерската постапка. Во април минатата година, министерот за транспорт и врски рече дека по завршувањето на постапката околу тендерот за избор на изведувач на работите, најверојатно до крајот на 2016-та патот ќе почне да се гради. Јас очекувам дека во наредните 3 месеци ќе имаме комплетно завршен процес и потоа ќе почнеме и во втората половина на 2016 година и со изградба на експресните патишта. Уште пред повеќе од 3 години се најавуваше дека во програмата за изградба и модернизација на патиштата во Македонија за периодот од 2013 до 2018 е влезена изградбата на автопатска делница меѓу Штип и Кочани во должина од 27 километри. Со оглед што до крајот на планскиот период има само уште една година, прашање е дали експресниот пат меѓу Штип и Кочани нема да влезе и во новата 5-годишна програма од 2018 до 2023 година. За браната Речани пак, теренските работи започнаа со изградбата на пристапниот пат пред 2 години, а конкретни активности на преградниот зид се најавуваа за 2016-та. Иако тендерот за избор на изведувач беше распишан на крајот на 2015-та, постапката се уште траеше до средината на 2016-та, за што зборуваше и министерот за земјоделство Михаил Цветков. Идната недела ќе одеме на вториот дел од конкурсот за изградба на брана Речани, односно финансиската понуда ќе доставиме до
мислам дека беа 5 фирми кои се заинтересирани за градба на оваа брана. Ќе доставиме и се очекувам за еден месец веќе да биде изаберен на изведувачот на работите на браната Речани. Знаете дека патот ова година треба да биде завршен. По завршувањето на тендерската постапка за изведувачи на изградбата на браната Речани беа избрани фирмите Трансмет и Силекс Неметали, а зашто исто така имаше реакции во јавноста. Дали конечно годинава ќе почне да се гради круната на браната Речани, ќе се знае по почетокот на градежната сезона. Но претходно, најверојатно ќе се почека на преговорите за составување нова влада. Иако едни замрзнати, други во невремето заробени автобуси и отежнато движење, сепак Автоатом успеа да ги одражи своите редовни линии за услуга на патниците. Ке нема ниту редукција на линиите во превозот на учениците со почетокот на второто полугодие, велат од агенцијата. Ниските температури негативно се одразија и врз патничкиот сообраќај, велат од Автоатом од Кочани. Заради неорганизираноста на службите одговорни околу расчистувањето на патиштата, отежното се одвиваше и сообраќајот, и автобусите на Автоатом поминаа со потешкотии, заробени, понекои и замрзнати, но сепак Автоатом успеа да ги одржи линиите. По-конкретно, Бадник вечер имаме проблеми, со тоа што имаме заробени автобуси на автобуската постојка, освари на автобуската станица во Велес. Инако што се однесува до нас, не успеавме да ги одржиме линиите, секако дека со додални напори, дежурства, додатни средства што требаше да ставиме и се одржали. Автоатом ги почитува препораките на санитарните инспектори во врска со дезинфекција на автобусите, но потреба од воредна дезинфекција засега немало, додава Димовски. Ние имаме законска основа, 2 пати годишно да ги дезинфицираме автобусите и тоа го чини. Последното дезинфицирање е септември месец 2016, што значи ќе му дојде трети месец 2017 да се дезинфицира. Посебно нешто не гледам дека има потреба и немаме ни совет за вонредно дезинфицирање од некој. Димовски додаде дека во постојан контакт се и со директорите на училиштата од Кочани и дека редукција на линиите за превозот на учениците со почетокот на второто полугодие ке нема. Студот, мразот и грипот го пролонгираа зимскиот распуст на учениците, а од сите 5 објекти на комбинираната детска установа Гоце Делчев во Виница работи само еден, во кој се згрижени 80 дечиња од предучилишна возраст. Заради временските услови пак не работат и градинките во Блатец, Истибања и Трсино. Новиот снег не е веќе изненадување и за виничани. Се навикнаа и на снегот и на мразот и се повеќе се внимателни при секој нивни чекор. Но вниманието не е гаранција дека ќе се спасат од паѓање или од лизгање на возилото. Сега поледените улици се поголем проблем од претходно, велат виничани. Расте бројот и на пациенти со скршеници, но опаѓа бројот на заболени од грип. Превентивно од скршениците и од грипот и локалната власт во Виница деновиве одржа состанок со директорите на училиштата, при што согласно одлуката на Министерството за образование и наука, наставата во второто полугодие се пролонгира да стартува од 23 јануари понеделник, а 18 и 20 јануари, среда и петок се денови кога учениците ќе ги одработуваат на 1 и 22 април. Заради лошите временски услови, веќе неколку дена не работи ниту една од градинките во населените места Блатец, Истибања, Трсино, а во градот Виница од двата објекти работи само едниот и од вкупно згрижени 300 деца во декември, во моментов или последните 2 недели во новиот објект на детската градинка дневен престој имаат само 80 дечиња. Во градинката веќе е вршена дезинфекција на просториите заради вирусот на грип, а во училиштата превентивните подготовки ги прават неделава. Од јавното комунално предпријатие Солидарност од Виница истакнуваа дека возилото за чистење снег постојано е на терен. Во моментов се чекаат нови количини од 3 тони сол и 12 кубици песок, чија нарачка е извршена и треба да пристигне.
Да се направи лекарски преглед и да се знае молитвата Отче наш се условите за пријавување за чинот на потопување на честниот крст во водите на Кочанска река и за одбележување на празникот Богојавление Водици, кој што започна од 16 јануари понеделник. Со цел да се даде христијанска димензија на чинот, за тој што ќе го фати крстот, награди и годинава ќе нема. Од понеделник 16 јануари сите лица кои сакаат да се пријават за учество во чинот потопување на честниот крст во водите на Кочанска река може да се пријават во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги. Кандидатите кои ќе се пријават треба да бидат полнолетни и да исполнуваат одредени услови, да ја знаат напамет Отче наш и да имаат потврда од лекар дека се здрави. Сите оние кои што сакаат да земат учество веќе може да се пријават како кандидати овде во просториите во храмот посветен на Светиот Великомаченик Ѓорги во Кочани. Со себе треба да понесат документ за лична идентификација, дали пасош или лична карта, значи треба да се полнолетни. Задолжително ќе ги прашуваме дали ја знаат молитвата Отче наш, значи ќе бидат преслушани. Доколку се полнолетни, нели треба да бидат граѓани на градот Кочани. Од оваа година има една новина, односно на денот на пред потопување на крстот од 7 до 10 часот сите кандидати да отидат на брза помош, каде што ќе им биде извршен бесплатен лекарски преглед и ќе им биде дадена потврда, и сите оние кои што ќе имаат потврда нели од авторитетите, односно од лекарите дека се здрави, дека може да учествуваат на чинот, ќе бидат прозивани. Оние кои што нема да донесат таква потврда, нема да бидат прозивани, со тоа го губат правото на учество. Награди за оној што ќе го фати крстот и годинава ќе нема, од причина да не се пријавуваат кандидатите заради добивање награди, туку заради значењето и христијанската димензија на самиот празник, велат од храмот. Сите подготовки за одбележување на празникот Богојавление Водици и потопување на честниот крст во водите на Кочанска река се веќе завршени. Се расчистуваше коритото на реката и се овозможи лесно собирање на водата на местото каде што ќе се изврши потопувањето. И годинава храмот Свети Великомаченик Ѓорги достојно ќе го одбележи празникот Водици со читање часови во црквата, света божествена литургија на празникот Водокрст, кога е и строг пост, и со света литургија на самиот празник Богојавление 19 јануари. По литургијата со свечена литија од храмот ќе се оди до местото каде што ќе се потопува Светиот крст. Чинот и годинава ќе го изврши митрополитот Брегалнички Иларион. Од Кочанскиот храм апелираат до верниците пред да одат кај реката каде што ќе се извршува чинот на потопување на крстот, да се присуствува на светата божествена литургија и на чинот да не се гледа како спектакл. Следува информацијата од спортот. Започна зимскиот преоден рок за фудбалерите во сите македонски лиги. Од фудбалскиот клуб Осогово се уште нема конкретни информации дали ќе ги засилат редовите, иако неофицијално се најавува дека во план е во екипата да дојдат најмалку 3 нови играчи. Од почетокот на оваа недела па до крајот на јануари ќе трае зимскиот преоден рок за фудбалерите во клубовите кои се надпреваруваат во правенствата на сите македонски лиги. Во Кочанскиот третолигаш Осогово засега атмосферата е мирна и без многу помпезности се најавува дека во план е засилување на играчкиот кадар. Официјална потврда дека се постигнати некакви договори се уште нема, но веќе биле направени почетни контакти и се размислува пристапници за клубот да потпишат 20 играчи од регионот. Нивните имиња од управата на клубот се уште не сакаат да ги соопштат, со оглед што преговорите биле на почеток и ќе се чека на конкретен договор. Истовремено, доаѓа и информацијата дека Ефтим Аксентиев ќе остане во клубот, иако имаше најави дека токму во овој преоден рок тој ќе ги смени клубските бои. Всушност, еден од најдобрите играчи на Осогово се уште го имаше договорот со управата на жолтосините, но поради неколкумесечното отсуство од државата не настапуваше во есенскиот дел од овогодишното првенство. Токму поради одлуката на Аксентиев да остане и понатаму во таборот на Осогово, од управата го оценуваат како добар потек и можност да се остварат аспирациите за останување во врвот на табелата и од догодина клубот да се надпреварува во повисок ранг. Инаку, засега нема најави дека некој од сегашните играчи на Кочанскиот третолигаш
изразил желба да замине во друга екипа, така што доколку се реализираат најавите за засилување со најмалку 3 нови имиња и останувањето на Аксентиев, тоа може да биде добра основа за реализација на плановите во пролетниот дел. Почитувани, толку во вестите на Канал 8, информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.